Последни вести денеска, добро вечер. Иако роден со потполно слепило, 27 годишен скопјанец не може да добие туѓа нега од друго лице. Виктор Тошевски, првенец во својата студентска генерација, добил негативно мислење од првостепената комисија во Министерството за здравство. Сторија на Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Врз основа на добиената целосна документација за оценка и мислење за потребата од помош и нега од друго лице, Виктор Тошевски не ги исполнува условите за помош и нега од друго лице. Добиениот одговор од првостепената комисија за остварување на правото на надоместок го шокирало семејството Тошевски. 27 годишниот Виктор Тошевски е слепо лице, со оштетен вид од 100% од своето раѓање. До неговата 27 годишна возраст добивал додаток, а потоа има право да поднесе за помош од друго лице во вредност од 6000 денари. Состојбата ми е јасна. Јас имам генетска состојба. Тоа е ретинитис пигментоза. Значи, јас сум 100% слеп. На нас ни треба помош на слепите лица за движење. Градот е прилично хаотичен. Мајката на Виктор лепо објаснува дека кога прашала што треба да однесе и кога да дојдат за преглед во комисијата, и било одговорено дека Виктор не треба да дојде. Само и ги земале документите, немало никаков разговор и тука завршило се. Таа не разбира како во медицинските документи стои дека тој е 100% слеп и врз основа на тоа добил само помош за мобилност, но со истата диагноза не можел да добие помош од трето лице. Според документот, тој може сам да се движи. Лепа е самохрана мајка, сопругот починал од ковид и нејзиниот друг син е слеп, а и нејзината снаа со дијабет има исто слепило. По една случајност, бидејќи јас им го носев позитивното решение од мобилност, и тогаш прашав што се случува, што немаме одговор никаков за туѓа нега, и одговорниот таму правникот ми вика одбиене. Викам, како може со 100% слепило да го одбијат? Одбиене. Виктор е македонскиот Андреа Бочели, свири на клавир и пее. Дипломирал на Интернационалниот универзитет Европа Прима за музичка уметност и бил одличен во својата класа. Имал големи очекувања по дипломирањето дека ќе работи со музика. Денеска не му беше до музика, само за краток апел. Рече, некој да ми помогне. Јас би сакал да компонирам музика, да свирам. Канал 5 стапи во контакт со првостепената комисија за доделување на нега од друго лице, но не одговорија зошто Виктор со 100% слепило е одбиен. За нова година секој според џебот и можностите. Повеќето граѓани што ги анкетиравме велат дека за највеселата ноќ ќе останат дома со најблиските покрај празнична трпеза. Не се изненадени што цените традиционално се повисоки пред празниците. Здравко Димитров има повеќе. Последно одбројување до новата година, граѓаните ги прават последните подготовки за прослава. За поеуфоричните највесел, за други сосема обичен ден во годината. Со граѓаните со кои поразговаравме, рекоа дека новогодишната ноќ ќе ја минат дома, а трапезата ќе им биде според можностите, но традиционално не смее да остане празна. Нигде дома. Што ќе имате на трапезата? Па се помалце. Високи ли се цените на посадите? Па се за кого како, за мене не е нормално. Ми е дома, каде? Не знам што ќе спреми сната. Цените високи ли се? Па високи се, ама мора да купиш. Дома ќе видам со бабичката. Не ми се шета нигде. А на пролет ќе почнеме со шетање. Да одбележиме денот малку прасечко. Да тргне годината напред. Дома, па печење, салати, месо обавезно, сегде. За разлика од секоја година си расте инфлацијата. И додека сите се подготвуваат за дочекот на новата 2026 година, граѓаните кои ги анкетиравме се со поделени мислења за тоа дали новата година ја има истата еуфорија како порано. Велат се зависи од возраста, друштвото и местото. Мислам дека исто, нема некоја разлика. Нова година, нова за кого како се. Зависи кај ќе славиш. Сега бидејќи имаме и детенце мало. Затоа и сме дома.
Секако беше многу поголем и жари се, сега се е спласнато. Као некоја депресија да владее меѓу народот. Во однос на цените, од владата рекоа дека засега немаат намера да воведуваат краткорочни мерки и дека со инфлацијата ќе се борат со зголемување на домашното производство. А на плоштадот Македонија денеска се одржа 11-тата Дедомразовска трка, која што традиционално пред Нова година се одржува во центарот на Скопје. Оваа година трката забележа рекордно учество со над 800 надпреварувачи од сите делови на Македонија. Најпозрасниот учесник имаше 73 години, а најмладите беа бебиња помали од 1 година, кои заедно со своите родители ја почувствуваа веселата новогодишна атмосфера. Стартот и целта беа на плоштадот Македонија, а патеката долга околу 2 километра низ центарот на градот можеше да се помине со трчење или пак со одење, а некој до целта стигна и туркајки колички за бебиња. Нема тешки желби, све се исполнува, ако се сака. 2 точаци, што друго сакаме, многу љубов, патувања. Мир во светот е најтешката желба. А што ќе донесе Дедомраз во новата година? Ќе видиме. Па, например, некој милениче, нешто така, животно. А беше ли послушен во оваа година за Дедомраз да ја послуша твојата желба? Да. PlayStation. Само Sony? Па, имаше неколку желби, ама не сум голем. Например, што друго би сакал? Игрици за Sony. Кукла. Кукла, каква кукла? Барби кукла. И тоа беше се во вечерното издание. Благодарам за вниманието. Пријатно.